Господине Мицковски, вечерва на извршен комитет ќе се расправа за новата фаза од блокада на собранието. Може ли да ни откриете што ќе вклучува таа фаза? Па нели според СДСМ и нема блокада, ја совладале блокадата. Јас така знам, они велат и совладале блокадата и нема блокада и собранието си функционира нормално. Ама затоа секаде каде штидат по амбасадиве, поленичат и цимолат дека ВМРО ДПМН им го блокирало парламентот, пошто не ја говорат вистината, велат дека тоа било некаков бојкот, па мислат дека ние ќе го напуштиме парламентот, нешто што на најмногу го сакаат Заев Зоран преку Ковачевски и Талат Џафери, за да може се да си поминат она кое што во овој момент е против интересите на народот и граѓаните, а ВМРО ДПМН го блокира. Ние кажавме, се што е за интересот на граѓаните, се што е за интересот на народот, се што е за интересот на Македонија, повисоки плати, повисоки пензии, субвенции за земјоделците, помош за стопанството, ќе го поддржиме. Се она кое што цениме дека е спротивно на интересите на народот и граѓаните ќе блокираме и така ќе се однесуваме во едни. Неве сега, например, имате, да речеме, избор на уставни судии. Имате еден предлог кој што е кабинетски службеник на поранешен министер за здравство, кој што во животот нема една минута стаж, треба да биде уставен судија, и еден добар и слеп послушник кој што 5 години не гукна, не бекна нешто против Зоран Заев и власта, и сега треба да добиеме како Кацарска што стана уставен судија, треба уште двајца такви да станат уставни судии. Се ние тоа треба да го поддржуваме, треба тоа ние да се правиме слепи при очи или глуви при уши. Тоа нема да го поддржуваме, ќе го блокираме. Еве затоа ја користам оваа прилика овде од Ѓорчу уште еднашка да апелирам до владата и мнозинството, заемот од Светска банка што 2020 година за реконструкција и за инвестиција во инфраструктурата во општините, да го стави на дневен ред прва точка на следната наредна седмица и да го гласаме сите заедно. Тоа е за граѓаните, 63 милиона евра. Тоа нема да го влака Ковачевски или Али Ахмети од џеб, вие ќе обраќате граѓаните. Вас ви треба нов асфалт, вас ви треба нови канализации, нови водоводи, на народот му треба. Тие имаат големи хациенди, големи имоти, имаат убаво, комфортно живеат. Но има народ кој што во 21 век уште калгази. Ете, тоа е. 63 милиона, народот што ќе ги враќа, нека ги ослободат, да може градоначалниците, еве како што тоа го прави Александаров дека во Ѓорче, да може да инвестираат, а не да блокираат. Тоа е од 2020 година. Сега тоа што во 50 општини ВМРО ДПМН има градоначалник или некако ја води општината, тоа граѓаните го кажа на последните локални избори. Сега тие си ги предвидувале за претходните градоначалници да ги крадат. Овие градоначалници не крадат, тие градат. Дајте им на луѓето да се размамнат да изградат за граѓаните. Тоа на граѓаните им е потребно. Што ќе бидат следните чекори? Па почекате сега, вечер имаме извршена кои ги кажеме следните чекори, да не го држиме тогаш. Имаме ние демократска атмосфера на одлучувањето, да отвориме дебата, да може да слушнеме и останатите членови на извршниот комитет што ќе кажат. И ќе излеземе многу скоро со динамиката на активностите, но се е на маса. Само не е напуштање на парламентот. Тоа задоволство нема да го има оваа власт, да го напушти на парламентот за да можат од законот за марихуана па нааму се да се помине. Тоа нема. Се е на маса. Се е на маса и интерпелација објективно сега да збориме пред граѓаните, таа нема да успее, бидејќи Ковачевски ако го нападне таа од Џафери ќе му падне владата. Не вчера го гледаме таму на еден стадион во Чаир како навива помеѓу Али Ахмети и Талат Џафери седнат. И тоа доволно јасно прикажува во каква улога е тој човек и зошто велиме дека е заробен. И сега како ние ќе правиме интерпелација, единствено да ги слушаме како се препелкаат овие од СДСМ да го бранат Талат Џафери кој што ги псуеше мајките на вработените во парламент. Ете тоа е. Тоа треба ние да го... Тоа се вредностите. Еве, ја поикувам и меѓународна земјица. Ако се тоа вредностите, ако стојат позади овие политичари, тогаш извинете, јас такви вредности не сакам да живеам. Дали може да ќе предложите протести да бидат еден од следните чекори? Да. И Да. Или дали би свикале да речеме лидерска средба со опозиционери? Не можам јас да свикам лидерска средба. Мислите? Опозицијските лидери бидејќи измината вчера и Билелка сами кажа дека тој не е за предвремени избори и јас споменам, мислам, беше прашан за коалиција со ВМРО ДПМН, за кој рече дека ги размислува два пати. Паралелна структура во држава не е потребна. На Македонија е потребна стабилна влада, потребни се брзи парламентарни избори, еве на есен, да излеземе, пошто вчера ги гледам велат дека тоа биле анкети за да ја спаселе мојата фотелја. Има еден начин за да го добиеме одговор, да одиме на избори.
народот да си каже дали е тоа за спас на мојата фотелја, не знам која, јас сум сепак универзитетски редовен професор и сум прилично комотен во мојата струка која што се занимава. Или па да ја спасат фотелјата на оние кои што знаат дека никогаш повеќе нема да има таа привилегија да живеат на грбот на народот и да ги трошат народните пари. Ако толку не веруваат во мерењата на јавното мислење, еден начин е да се провери тоа, додеме на избори. Не да се плашат, бидеме на избори па да видиме народот и си го каже последното. Народот ќе каже дали треба Али Ахмети и Ковачевски да ја водат државата или ВМРО да помане. Тоа е единствен начин. Се останато е гола реторика, се останато е само млатење празна слама. И нормално осиромашување на народот и уназадување на Македонија. Мислам дека некој сака да си го реализира својот проект за Македонија да биде буквално најкршливата, најранливата и најсиромашната држава на Балканот. Некој свесно работи од внатре од институциите да гурне системот. Затоа што ако погледате како функционира, ние практично имаме дисфункционален систем. Вработени кои што се тотално демотивирани, немаме работна дисциплина, луѓе кои што бегаат од одговорност и практично тоа му одговара само на еден. Само на еден. И заради тоа многу е важно да имаме брзи предвремени парламентарни избори со силна влада предводена од ВМРО ДПМН, за да можеме да излеземе од оваа ситуација во која што се наоѓаме. Во спротивно уште долго не верувам дека вака ќе обстане. Ако евентуално ги имаме предвремени изборни, дали е можно да бидете на една заедничка листа со БЕСА? Сите опции се отворени. Зашто со ВСА? Сите опции се отворени. Зашто ние секој некој што е против оваа криминална и корумпирана влада предводена од СДСМ и ДУИ е добре дојден. Секој од тие е добре дојден политички субјект, општествено активни чинители. Сите се добре дојдени кои што имаме заедничка цел и споделуваме исти вредности. Внимавајте, многу е тоа важно да споделуваме исти вредности. Ова е наша заедничка држава, заедничка татковина, Македонија. Треба да јасно потенцираме придавката македонски, македонска, македонци и така натаму. Многу јасно треба да го потенцираме нашето национално знаме секаде каде што ќе одиме, да бидеме честни, да бидеме вредни, да бидеме посветени, да работиме за интересите на граѓаните. Секој што ги споделува тие вредности е добре дојден со ВМРО да помане. Само да се навратам кај случајот со Џафери, бидејќи четврти ден го нема во јавност, ќе инициирате или барем во собранието да се преразгледа или го прекршил етичкиот кодекс во НМРК? Па има платеник од Милошовски, мислам дека објави член 314 од кодексот, каде што тој со тие недолечни зборови, навредувајќи ги мајките на вработените таму, во не знам, не може би некоја поспецифична состојба, го прекршил. Но повторно ќе ви кажам, народот е тој кој што треба да одлучи на следните избори. Дали овие ќе бидат казнети или нема да бидат казнети. Тие, за жал, во моментот во парламентот имат 61. На каков начин ги стекнале? Што не е битно. Имаат 61. И тие секогаш, додека се влада, ќе ги имаат тие 61. Затоа е многу битно на следните избори народот да знае во Македонија дека само стабилна влада, предводена од ВМРО ДПМН, може да ги исправи овие грешки, а овие луѓе кои што тоа го направија ќе одговараат. Еве јавно ви го кажувам тоа. Јавно ви го кажувам, тоа држете ме за збор. Но, повторно, јас сум само еден од тие 1.813.000 гласачи. Треба целиот народ, вие медиумите, да дадете поддршка да конечно Македонија престане да губи. Вака не можеме понатаму да обстанеме нити како народ, нити како држава. Народот е тој кој што е суверен, никој друг. А ќе ве вратам, ова ми личи на повик на граѓаните, како спомна Јадриана за протести, потврдихте дека планирате. Да, повик, и тоа го повикувам веќе месец дена назад. И се подготвуваме за тоа, за да нема провокации, за да нема контаминирање. Па почекате, сега вечер има извршен комитет. Имаме план, одиме чекор по чекор. Сега не сакаме да одиме еден напред, три назад. Многу внимателно ги водиме чекорите, затоа што овие се подготвени на се и не сакаме да дозволиме општонародниот револт да биде контаминиран со два тројца кои што се слуги на Спасовски и МВР, па да истиот тој го контаминираат и потоа да се дефокусира јавноста од вистинските проблеми. Затоа многу внимателно, чекор по чекор. Господине Мицкоски, ги споменавте анкетите од СДСМ, велат дека тие се измислени, дека ве очекува порасни избори. Па има начин, тоа го говорев, има единствен начин тоа да се докаже и покаже дали се измислени или не се, додиме на избори. Еве, нека се охрабрат, нека го охрабрат Ковачевски да седнеме на маса
и да договориме дата за предвремени избори. Тоа е единствениот начин да видиме дали анкетите се лажни или не се лажни. Нема друг начин. Се остана тоа, се седнале тројца таму, напишале 3 реченици, и ајде сега ќе навредуваме. Добро, нека навредуваат, ако мислат дека тоа е начинот, нека терат. Но единствен начин за да докажеме и покажеме дали е тоа така е да одиме на избори. Тогаш народот ќе си каже дали се тие добрите и нас не чека пораз или пак работата е сосема поинаква. Само да не биде како после локалните избори да правиме некои други математики и гимнастики. Уште едно прашање околу инфлацијата. Народна банка во 11 часот одржа пресконференција. Последните проекции се дека инфлацијата ќе биде 8,8%. Добро, тоа се држи под двоцифрен број, реално е двоцифрен бројот. Ќе има ново зголемување на цената на електричната енергија сега во јуни и тоа ќе влие, претпоставувам. Тој инпут Народна банка го нема земено во тие проекции, но тој инпут мора да се земе. Ќе има ново зголемување, бидејќи Елем не произведува струја, таа струја мора некаде да се увезе. Бидејќи се увезува, таа чини 10 пати поскапо од тоа да си е произведена. И не произведува затоа што се краде, они да не крадат, ќе произведуваат. Многу едноставно, они се фокусирани на багерите со регистарски таблици од еден град во Југоисточна Македонија, но не се. Суштината е дека допрева ќе имаме нови инпути кои што ќе се појавуваат и најверојатно ќе излезе со некоја ревизија таму на есен Народна банка и ќе го каже ова што денеска го зборувам дека инфлацијата ќе биде двоцифрена. Двоцифрена, нешто што не ни се случило после 93-4 година. Мислам од тогаш, ете во таква една средина за жал живееме. Затоа избори се битни, затоа го повикувам Ковачевски да се вразуми, да не биде заробен како што вчера го гледавме на стадионот во Чаир, да излезе и да седнеме на маси да договориме дата за предвремени парламентарни избори. Да, ви благодарам.